Во оваа задача ќе ги решиме дадените два интеграли. Накратко се подсетуваме дека интегралот константа по некоја функција f од x dx е еднаков на c по, или ова може да запишеме како c по интегралот f од x dx и конечно c по f големо од x плюс c. Исто така и збирот и интегралот од збирот или разликата на две функции може да го запишеме како интегралот f од x dx плюс интеграл од или минус интегралот втората функција d од x dx. Ова обштено важи и ако имам повеќе функции 3, 4, 5 или 6 и ова е еднакво на ова. Ајде да видиме. Овде ќе добиеме f големо од x плюс c. Тука c1 ќе го бележам, тука ќе добиеме g големо од x плюс некоја константа c2. Видовте на предавањата дека ова можам да го запишам како f од x плюс g од x плюс c само. Бидејќи избирот на овие две бројчини, односно на овие две константи е пак некоја константа, односно некоја c. Ова c припаѓа на множеството на реални бројки. За решавање на овие два интеграли ќе искористиме следното. Интегралот x на некој степен r dx доколку r е различен од минус 1, значи се зборуваме r малку припаѓа на множеството на реални броеви и ова r е различно од минус 1, тогаш ова интеграл е еднаков на x на r плюс 1 врз r плюс 1 плюс c. А доколку имаме r да биде минус 1, во тој случај имаме интегралот x на минус 1 dx или ова интегралот 1 врз x dx, тоа ни е ln од апсолутна вредност од x плюс c. На почеток додека сме. Ова правило за интегралот степенска функција го користиме доколку ова r е различно од минус 1, односно за било кое реално бројче различно од минус 1. За 5, за 6, за 3 половинки, за корен од 3, за π, за e и така натака. Но не и за минус 1. Доколку степенот е минус 1, доколку имам x на минус 1 или 1 врз x dx, тоаш ова интеграл е еднаков на 1 од апсолутна вредност од x плюс c. Ова сега научете го и нема понатака да го грешите. Првиот интеграл по да можам да го запишам како интеграл од x на трета, коренот ќе го запишам како x на една половинка dx, или ова интеграл од. Имаме производ на степени со иста основа. Имаме x на степен кој што е збир од степенот тука и степенот тука. 3 можам да го запишам како колку половинки? 3 може да го запишеме 6 половинки. Што имаме? 6 половинки по x на една половинка dx, или ова е интеграл од x на 7 половинки dx. Го користиме ова правило. R е реален број, односно 7 половинки е реален број и е различен од минус 1. Така да ова интеграл е еднаков на x на r плюс 1, 7 половинки плюс 1, врз ова што го имаме кај степенот, 7 половинки плюс 1 во именител, забележувате тука r плюс 1, врз r плюс 1, плюс некоја константа c. Имаме 7 половинки плюс 1, не 7 половинки плюс 2 врз 2, тоа е 9 половинки. Имаме тука x на степен 9 половинки врз 9 половинки плюс
C. Ako napravimo ovdje, da zabeležimo, odnosno imamo dvojna drobka, gdje dobijem na dvorišnicu, na natrešnicu, 2 devetini po x na 9 polovini plus c. Ovaj izraz može, odnosno stepenot može da go dosredime, 2 devetinki kje go prepišem, x na 9 polovinki možem da go zapišem kako x na 8 polovinki po x na 1 polovinka. X na 8 polovinki po x na 1 polovinka je 9 polovinki. Dobivamo 2 devetinki, x na 8 polovinki je x na četvrta po x na 1 polovinka, x na 1 polovinka je korijen od x plus c. Продължаваме с интеграла от b. Значање ова интеграл ќе го искористам ова тука што го објаснував и ова второ правилно не за две функции, туку обобщено за повеќе функции. Согласно на тоа, ова интеграл можем да го запишам како или еднаков на интеграл од ова плюс интеграл од ова минус интеграл од ова плюс интеграл од ова. Тука имаме интегралот 1 врз x на трета dx, немој да заборавате на интегралот по која да запишите променлива по која што интегрирате. Ова не значи ништо. Ова не значи ништо. Мора да имате dx или мора да имате диференцијал од променливата по која што интегрирате. Се враќаме тука. Плюс имаме интегралот квадратен корен од x, dx имаме минус интеграл од 3 по x на 1 четвртинка плюс dx, извинувам, го кажував, плюс интеграл од x на квадрат dx. Ова е еднакво на интеграл од x на кој е степенот тука? 1 врз x на трета можем да го запишем како x на минус трета dx плюс интеграл од квадратен корен од x е еднаков на x на 1 половина dx минус во овај чекор оваа константа 3 може да оди пред интегралот, ова правило тука се добива минус 3 по интегралот x на 1 четвртина dx и последниот интеграл во овој збир само ќе го препишем плюс интеграл од x на квадрат dx. Секаде имаме интеграл од степенска функција, каде што степенот е различен од минус 1. Така да го користам сите интеграли кои што ги добив во овој збир, ова правило. Интеграл од x на минус трета е x на минус 3 плюс 1 врз минус 3 плюс 1. И уште нешто, на крај само ќе запишам константа, а не кај секој интеграл. Значи на крај ќе запишам константа. Плюс x на 1 половинка плюс 1 врз 1 половинка плюс 1. Минус 3 по x на 1 четвртинка плюс 1 врз 1 четвртинка плюс 1. Плюс x на квадрат, x на 2 плюс 1 врз 2 плюс 1. Сега ќе запишам плюс некоја константа c. Ајде да видиме што имаме понатака. X на минус 3 плюс 1 е еднакво на x на минус 2 врз минус 2. Плюс x на 1 половинка плюс 1, единицата можем да ја запишем како 2 врз 2, 1 половинка плюс 2 врз 2 е се 3 половинки, тука се добива x на степен 3 половинки врз 3 половинки минус 3 по x на 1 четвртинка плюс 1, тука единицата ќе ја запишем 4 врз 4, се добива x на 5 четвртинки врз 5 четвртинки,
Тука имаме x на трета врз 3 плюс некоја константа c. Ајде да видиме ова како можеме да го запишеме. X на минус 2 може да оди во именител, тоа ќе имаме x на квадрат во именителот. Минус 1 имаме пред, имаме минус 1 врз 2x на квадрат. Го менувам знакот на степенот и го ставам во именител. Тоа треба да го знаете. Плюс, слично на објаснувањето тука x на 3 половинки можем да го запишем како x на 2 врз 2 по x на 1 половинка или ова е x по корен од x. Ако ја решам двојната дробка, тоа ви го оставам, че го почнете сами дома да направите, се добива 2/3 по x по корен од x. На сличен начин и тука имаме минус 3 по x по четврт корен од x, сега ќе добиеме, ајде ова, ќе го напишам тука, значи x на 5/4 го запишам како x на степен 4 врз 4 по x на 1/4 или ова е x на прва по четврт корен од x. Имаме минус 3 по 4 врз 5, ова е тројка по x по квадратен, односно четврт корен од x, тоа што го објаснав. Тука, со тоа овај дел ми е завршен, плюс x на трета врз 3 плюс c. Преостанува да прочетите да го запишете како 12. Уште нешто околу записот. Еве да речем имаме нешто вакво. X dx плюс x по корен од x dx. Ако го решам ова интеграл, знаеме интегралот x е x на квадрат врз 2 плюс c. Тука ќе запишам само x на квадрат врз 2. Бидејќи понатака ќе користам интегралот x на 3 половинки dx, нема потреба да ја пишувам тука плюс c. Додека во изразот имате или фигурира уште некој интеграл, нема потреба да пишувате константата, ќе ја запишите на крај, кога повеќе во изразот нема да имате константи. Ајде да видиме како ќе направиме тоа. Имаме x на квадрат врз 2 плюс x на, ајде да видиме што имаме тука, 3 половинки плюс 1 е x на 5 половинки врз 5 половинки. Сега кога веќе немаме интеграл, пишуваме c. Изразот тоа може да се достави. Ова последново е само да ви укажам како да ги запишувате работите.